Брутален притисок врз судиите само да се уважат жалбите на СЈ. Притисокот е со цел бесправно цело раководство на ВМРО ДПМН да биде ставено во притвор. Експертската јавност со порака до судиите трезвено да одлучуваат. Аналитичарот Александар Пандов на својот Facebook профил пишува дека доколку се уважат жалбите на СЈ, тоа би значило правен дебакл и пуч на државата. Поред него на секому му е јасно дека станува збор за политичка хајка и пропаганда, кога станува збор за СЈ, а до судиите со порака дека треба да останат чувари на правото, а не пучисти во државата. Секоја друга одлука освен одбивање на жалбата на СЈ за изрекување мерки за предпазливост ќе значи убиство на правото. Тоа ќе значи крај на правната држава. Од се што е слушнато и се што е кажано нема никаков основ за тоа. Очигледно големиот притисок покажува само колку е голем стравот од ВМРО, кој е единствениот бедем на државата. Реакција е од аналитичарот Сотир Костов. Според него очигледно е дека некој се служи со притисоци и закани врз судиите, правејќи различни спинови во јавноста. Обвиненијата на Катица Јанева ги оценува како бесправно лудило по секоја цена кон луѓе кои досега немале допир со криминал. Манијата на Катица Јанева да штанца обвиненија сега прерасна во бесправно лудило по секоја цена. Луѓе кои досега немале допир со криминал, не сториле ниту едно кривично дело, немаат досиеја во полиција и во судство, туку така преку ноќ да бидат пикнати во притвор. Срамно, недозволиво и кукавички. Предистражните постапки и истрагите се завршени и вообичаено е во 99% од случаите тогаш да се бара притвор, да не се уништат докази, да не се влијае врз сведоци, делото да не се повтори и секако опасност од бегство. Од ВМРО ДПМН пак во изминативе денови постојано апелираа дека судот мора да работи по словото на законот и никако поинаку и предупредуваа на притисоците со кои истиот се соочува. Сите отворени случаи од страна на СЈ, како Таргет, Тврдина, 300, Титаник, Траекторија, Тенк, ТНТ, Транспортер, Тендери и останатите, се во целост политички конструкции кои немаат допирна точка со правото. Обвиненијата за овие отворени случаи се без никакви докази, се со цел да се врши политички прогон на ВМРО ДПМН инспириран од СДС. СЈ се обидуваше со пари да дојде до лажни изјави со цел да ги подкрепи монтираните случаи. Таму каде што не можеше да подкупи, СЈ се служеше со заплашување и закани врз лицата за да потврдат нешто што не се случило никогаш. Наспроти реакциите на експертската јавност, медиумите потсетуваат на изјавата на премиерот Зоран Заев дека не го признава судот како независна власт по устав и по закон. Не го признавам правосудството како независна власт по устав и по закон. Правосудството е под целосна контрола на Никола Груевски и неговата власт. Нема да присуствувам на закажаните судски рочишта. Нема да продолжам да ја почитувам определената мерка да се јавувам во судот секој понеделник во 9 часот, како и останатите мерки. Тече рокот од 48 часа во која апелација треба да се изјасни за жалбата по вчерашната јавна седница. Во меѓувреме судот се соочува со притисоци да одлучува по жалбите на специјалното јавно обвинителство.